Благодарам. Почитувани граѓани, колеги, заради јавноста ќе повторам на крајот дека пред нас е предлог закон за измена на Закона за заштита од пушењето. На почетокот сакам да потенцирам три работи. Прво, дека овој закон е донесен во 1995 година, колку што јас избројав менуване 8 пати, и тоа менуване во 2003, 2004, 2005, 2 пати во 2008, во 2010, 2011 и во 2013 година. Значи, менуване и дополнуване 8 пати. Со измените и дополнувањата на текстот на законот од 2008 година навака, воведувани се построги правила на заштитата од пушењето, кои особено во делот на заштитата од пушењето во угостителските објекти се премногу ограничувачки и за вршителите на угостителската дејност, и за корисниците на угостителските услуги, и за пушачите. Со воведувањето на измените во овој закон всушност се случи дискриминација на една голема популација граѓани, а тоа се пушачите. Според податоците, станува збор за околу 700.000 наши сограѓани. Второ, што сакам да потенцираме, дека ова измена на законот, што е пред нас, произлезе од разговорите со угостителските работници, и всушност ова измена е поварање на ЕСНАФ-от, затоа што според нивните видувања, според нивните пресметки и анализи, после ригорозните измени драстично е намалена посетеноста на кафеаните, кафетериите, ноќните барови, кабареата, дискоклубовите и така натака. Таа ситуација според нив трае и денес. Третата работа што исто така сакам да ја потенцирам, е особена важна за дискусиите по овој предлог закон, е дека станува збор за закон за заштита од пушењето. Значи, заштита од пушењето, не закон за дозволување на пушењето. И ова го потенцирам затоа што од досегашните дискусии и од дискусиите на Комисијата за здравство се наметнува една теза дека станува збор за закон за дозволување на пушењето. Тоа не е точно. Значи, со ова законско решение не сакаме како предлагачи, не верувам дека ниту некој во оваа сала, ниту некој наш сограѓанин сака да предложи законско решение со кое ќе се влие на нарушување на здравјето на луѓето. Ниту јас, ниту некој од пратеничката група на опозицијата со овој предлог закон не сака и не го става финансискиот интерес на никого пред здравјето на луѓето, поточно на така наречените пасивни пушачи. Исто така, при изготвувањето и понесувањето на овој предлог закон се водевме од два принципи по кои треба да судиме и да ги дефинираме работите. Првиот и основниот принцип и како уставна категорија е дека ние треба да се бориме за здрава животна средина. Тука пушењето како фактор влијае лошо. Токму поради тие причини не барам измени во делот на забрана за пушење во јавни простори, како што се објекти во кои што се врши воспитно образовна дејност, објекти на здравствени и социјални установи, средствата за авен превоз, објекти во кои се произведува, подготвува, служи, продава или конзумира храна, простори во кои се одржуваат состаноци средби, и да не ги редам понатака, затоа што добро се наведени во членот 2 од постојниот закон. Втората работа е исто така уставна одредба, односно одредбата што гарантира човековите права и дигнитетот да бидат сочувани, односно да немаме принцип на дискриминација. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето кои се определили да пушат за штетноста од пушењето се информирани. За тоа имаше, не знам, може би уште има владини реклами, а ние денес во нашите дискусии не треба да докажуваме колку пушењето е штетно. Сите знаеме дека е штетно, но исто така сите знаеме дека пушењето во нашата држава не е илегална работа. Ние не сме го забраниле пушењето, како што е забраната на употребата на дрогата. Значи, пушењето како заштита на животната средина во јавни установи останува забрането од принципите што е тоа средина каде што ние како граѓани сме принудени да бидеме присутни според некоја наша или институционална потреба, или пак тие се установи каде што ние или државата ги решаваме секојдневните проблеми. Одењето во простори надвор од деловниот објект, како што се тераси, летни бавчи, дискоклубови на отворен простор, не е по принуда. Не се оди по принуда, туку по личен избор.
Личниот избор е исто како што е и личниот избор дали некој ќе пуши или не. Конкретно, со ова предлог измена на законот, со членот 2 се бара пушењето да биде дозволено исклучиво надвор од деловниот објект, на терасата објектот, детната бавча и слично, со бришење на дополнителните рестриктивни одредби од постоечкиот закон. Пушењето на овие места беше и досега дозволено, но под определени услови. Односно под услов просторот да е покриен и отворено најмалку 3 страни, на кои нема никакви прегради, стакло, фолии, пластифицирани или најлонски прегради и слично. Ние бараме тие ограничувачки услови да се отстранат. Колегата Тунтев пластично ги објасни причините поради кои тоа го бараме, јас не би сакал да се повторувам. Меѓутоа, сигурен сум дека на сите ни е јасно дека во пракса се јавуваат проблеми со имплементација на постоечкиот закон. Посебно проблеми во имплементација на постоечкиот закон во овој дел за кој што зборуваме денес. Не може еден издел надвор од деловниот објект еднаш да биде место каде пушењето е дозволено, а при појава на најмал ветер или дожд, односно при затворање на друга страна со најлонска преграда, да биде дел во кој пушењето е забрането. Фактички, ова што го предлагаме е мала измена со која практично во објектите си останува забраната за пушење, значи пак нема да се пуши, а во летните бавчи или терасите ќе може да се пуши без разлика на промената на метеоролошките услови. Значи да резимирам. Сите досегашни измени и дополнувања на Закона за заштита од пушењето го направија премногу ригорозен. Иако беа носени со цел заштита на здравјето на луѓето, иако беа носени во период кога податоците говореа дека околу 700.000 граѓани се пушачи и дека ние сме втора земја, втора нација во Европа според бројот на пушачи, сепак денес не располагаме со податок дека тој број се намали. Дури напротив, бројот на болести кои може да бидат предизвикани од пушењето е зголемен. Нашата измена нема да влијае загрозувачки на здравјето на така наречените пасивни пушачи, затоа што и понатака нема да се дозволува пушење во затворени простори. Во земјите на Европската Унија нема заедничка регулатива. Ако направиме компарација со други земји членки на Европската Унија и земји од нашето опкружување, може да се види дека само во 1/3 од земјите има целосна забрана како и кај нас, додека во 2/3 од нив има делумна забрана, што значи дека ова измена нема да направи никаква пречка на нашиот европски пат. Селективната примена на овој закон не ја спомнав, иако сите, колегата Сугарески посебно, сите ние кои живееме во западниот дел, знаеме, тоа е јавна тајна, дека овој закон во голема мера не се почитува. Нашиот предлог ќе помогне во дерегулација во овој, можеби мал дел, но инспекторските служби треба да се залагаат законите да се спроведуваат и да важат за сите подеднак. Во спротивно, ќе продолжи да функционира нелојалната конкуренција и да се загрозува здравјето на пасивните пушачи, а нели тоа не е цел со постоечкото законско решение. Од овој предлог закон ќе бидат задоволни и угостителите, и угостителските работници, ќе бидат задоволни пушачите, а нема да биде загрозено никакво право на непушачите. Овој предлог закон ги почитува начелата на слободен избор, не е дискриминаторски кон никого, може да влијае на зголемување на прометот на угостителите, а со тоа и на зголемување на државниот буџет. Благодарам.